и сами сме биле жртва, например, да речеме, на DDoS напади, па селевме сервери од овде во Словенија. Погледнете тука. Видете кои се од... И многу луѓе научија да пишуваат добри наслови кои што немаат врска со реалноста. Разликата е во парите. Треба на луѓето да си им досаден секој ден. Постар сум од интернета, еве тука сум. Таа е онаа линија што не сме никогаш да се пречекори. Здраво, Горан, што го врти светот? Што го врти светот? Љубов. Љубов, да. Секогаш љубов. Ама во последно време интернетот малку го врти и го поврзува ако ништо друго. Сето тоа е спорадично. Да, без љубов ништо не правиме. Ти си новинар и постојано мене ми беше интересно кога ја видов оваа маицата I'm older than the internet, затоа што си ги поминал некако сите пишани Да, име натера да облечам сега, специјално за овој подкаст, добро. Тоа беше причината зошто кога ќе го споредиш тој развој од весник до портал. Некако ти си успешен во двете. Класичен пишан медиум и дигитален. Што е разликата? Што се смени? Што е подобро може? Драматична е разликата. Мислам дека е неспоредливо. Сум почнувал со печатница, со словослагачи, со мирис на олово, со нешто што било поврзано со некоја друга технологија, еве да речеме и машинство некое. А сега е ова сосема друга работа, меѓутоа едно кога зборуваме за новинарство, една е таа линија на спојување, линија која што не сме никогаш да се пречекори, тоа е професионализмот. Да. Значи, ние сме носачи на информација. Дали таа информација ќе ја поставиме на хартија, која што на времето се печатела, нели, се вртеле ротацијата во Нова Македонија, каде што се вртеа двата вестника, Нова Македонија и Вечер, јас почнав во Вечер, или тоа ќе го ставиме на веб портал, на информативна страница, или тоа ќе го кажеме сега вечер во подкастов, тогаш нема да има, мислам, нема никаква разлика. Таа е онаа линија што не сме никогаш да се пречекори. Професионалното новинарство е професионално новинарство, како и да го направите. Исто како што музиката, например, порано била, не знам, на плочи, па потоа била на ленти, па на CD-а, па сега ја имаме на Spotify или негдека во некој клауд. Музика си е музика, тоа е тоа. Само сега за прв пат музика може сама да се направи од ништо и текст може сам да се напише со и текстот кога се види за текстот дека може сам да се напише, не сум баш сигурен дека може сам да се напише. Да, добри се овие алатки нови со вештачка интелигенција што се користат. Меѓутоа повторно треба да го знаеш што да му дадеш она, нели, промптот, она со што да го насочиш таа вештачка интелигенција, таа машина таму, да ти извади како наслов, да ти извади како поднаслов. Ти ако не си новинар, по дефиниција новинар, ти нема да знаеш како тоа да го извадиш. Така е, не знаеш што треба да има во редоследот кој јас сега, например, ги следам тие работи, бидејќи тоа ми е работа на крајот на криштата, и кога има некоја, условно кажано, здодевна вест, здодевно соопштение, и гледам како сите ја пренесуваат. И гледам дека многу пуштаат на со вештачката интелигенција направена веста. Да, еве информацијата, извади ми вест. Меѓутоа, тоа е досадно. Јас ја читам прво како новинар, го читам како новинар соопштението, па гледам дали вреди да се објави или не вреди, или ако вреди да се објави, ова вреди да се објави, па тогаш евентуално за да заштедиш на време му даваш насока. Стај ми го ова во наслов, стави ми го ова во глава. Меѓутоа новинарство е новинарство, ти не можеш да го не може ако не си новинар да направиш новинарски производ. Позадината мора да имаш, и јас мислам дека убавината на тоа да станеш новинар е да ти седнеш и да пишуваш. Луѓето кои што пишуваат уживаат во тоа, да одиш на настан, да откриеш нешто. Мислам тоа е тоа, да истражуваш. Кое е значењето на насловот денеска во однос на претходно, затоа што 91% во Македонија од домаќинствата имаат, како што ние гледавме, интернет дома.
Значи, ние се добиваме преку интернет, меѓутоа интернетот ни донесе и такви кликбейт наслови, каде што секој погледнете кој што... тука, видете кои се од овие 5 луѓе најдобри или не знам што, да. Ама и многу луѓе научија да пишуваат добри наслови кои што немаат врска со реалноста, ама ќе напишат добар наслов или ќе им помогне ChatGPT, Claude, некој од алатките што најмногу се користат кај нас, и ќе напишат наслов. Меѓутоа, од друга страна, новинарството, тоа супер и ми беше кога разговаравме, дека ми го спомна, не е само насловот. Туку е тој што ќе отиде во Кочани да истражи, тој што ќе отиде на друга локација да истражи. Каде е тука важноста на интернетот да ги пренесе тие информации многу брзо и како останувате доследни на тоа да истражите сепак и да не одите само по брзина? Па, се трудиме да не бидеме само по брзина, да не објавуваме само по брзина. Убаво е кога си прв, значи така, мило ти е, како што на времето ми било мило, кога ќе извадиме некоја ексклузива и таа е на насловна страна. Меѓутоа тогаш било, да речеме условно, полесно, бидејќи и помала била конкуренцијата. Во секој случај, за вистинско проверено новинарство, значи професионално новинарство, сепак не треба толку многу да се брза. Имаме еден куп милион случаи кои што сум ги бележал и на крај ми здодеа да ги бележам, каде што се направиле грешки во брзањето. Убаво е кога знаете дека нешто ќе се случи, еве сега ќе откриам да речеме нека тајна или како професор по новинарство, кога знаете дека нешто ќе се случи, убаво е малку да го научите пред време и бекграундот, односно значи еве сега седнале Горан и Јована тука и прават, не знам, подкаст. Веста е таа, еве да речеме. Меѓутоа, што претходело на тоа? Дали се знаат од претходно? Која е позадината на подкастот? Зошто се прави тоа? И сите тие работи можат и претходно да се спремат. Секако. Значи да ги спремните претходно и после кога ќе дојде главната вест, само да ја ставите. Тоа ми се случува, речи си секојдневно. И мислам дека тоа нас во СДК не разликува од другите, бидејќи одиме малку подлабоко. Во смисла на тоа дека даваме и бекграунд на нешто што се случува денеска. Луѓето забораваат. Забораваат како не уште. Ќе прочита некоја вест денеска и толку. А зошто се случило тоа? Како се случило? Што претходело на тоа? Посебно ако вие имате едно чудо изјави кои што политичари сме ги фателе дека лажеле, пред 5 години давале иста изјава и се одеднаш ти вика, сега ова е најново, ова е нешто историско. Значи најде го тоа претходното за да им дадеш на луѓето што повеќе информација. Инаку секогаш ќе го има тоа кликбейт, секогаш ќе има, мислам, насловот секогаш продавал. Мене тоа ми е дека на пример не е толку нов моментот на насловот, да се напише добар наслов. Да, меѓутоа не сакам лажен наслов. На пример кликбейт наслов е лажен наслов. Так. Некогаш нас ни забележува дека имаме предолги наслови, затоа што се сакаме таму да ставиме, па дури и вели тој и тој. Демек во истиот момент ако некого го мрзи да чита, да ја прочита веста и да дознае од кого е, за да знае дека е релевантна веста, а не тоа дека некој го кажал. Со оглед на тоа што читаме само наслови, тоа не е лошо. Сега порано сме правеле поинакви наслови, на пример во вест сакавме малку и да скандализираме со наслов без разлика на темата, дали е политичка, дали е за селебрити, некој за пејач, за земјоделец, за било што, сме знаеле да направиме наслов кој што малку ќе скандализира, еве да речеме, кој што ќе те натера. Имам едно чудо такви наслови, мислам сега Каде што си знаел дека тоа е насловот во првиот момент. Знам многу често знаеме, многу често знаеме, не само јас, ние и во редакцијата сите сме дојдени од печатен медиум. И дојдени сме од вест. Јас пред тоа работев во Вечер. Вечер беше уште во времето на бивша Југославија, бидејќи јас го фатив и тој период. Вестник кој што беше поинаков со насловите. Секогаш беше и беше тоа некоја школа на пишување наслови, која што потоа ја пренесов во вест и ние многу и сме дебатирале околу насловите. И ние денеска дебатираме околу насловите. Да, и тоа е многу зборче, важно. едно зборче може да смени многу. Ама и во однос на вистинитоста на насловот, затоа што кога тројца новинари ќе седнат на некоја тема да
го дискутираат това, најверојатно ќе биде тоа точно или барем ќе се базира на вистина што е во текстот, што можеме да ја прочитаме. Можете само да извадите некој дел кој што може да биде, да речеме, поскокотлив. Меѓутоа не може да избегате од вистината, не може да излажете во наслов. Може сега и, например, Европската Унија многу размислува за регулација на тоа како се води оваа дискусија, како треба да се регулираат дигиталните медиуми, не само медиумите, туку и инфлуенсерите, а додека е размислува, ние донесовме закон за инфлуенсери. Какви ти се гледиштата за ова? Не знаем дека е донесен, добро. Да, го испромовира веќе неколку пати од агенцијата, меѓутоа ние сме малце напред во тој дел, иако нели имаше и критики од страна на инфлуенсерите за многу делови таму. Ама на големо се дискутира, посебно Европската Унија, да кажеме, ја води дискусијата. Дали треба да се ограничи возраст за социјални медиуми за деца, дали треба да се ограничи кој за која тема може да зборува, можеби тогаш би се ограничила слободата на говорот. Какви ти се некои погледи на сето ова што ни се случува и некако како да не фати малку неспремни? Дека би било ограничување на слобода на говор, би било ограничување на слобода на говор. Јас мислам дека може да се оди на многу поедноставен начин и многу полиберален. Прво да одвоиме што се инфлуенсери, што е новинарство. Значи инфлуенсерот ти го продава само тоа што треба да се продаде. И ти го кажува само тоа што сака тој да го слушнеш ти. Новинарството продава е нешто што не сакаш да слушнеш. Значи да. И тоа многу често. Имате разлика драматична. Значи во новинарството имате најмалку две вистини, две страни кои што мора да се прашаат па да се спротивстават. Во инфлуенсерството една е. Оваа крем сега што сме ја ставиле на лицево е многу убава и таа е. Да. Нема тука ние што да дебатираме. Така што прво тоа го развојуваме. Втората работа која што мислам дека би требало да се развои, платете данок бре луѓе и тоа е тоа. Значи, целата работа мислам се сведува на тоа. Значи, регулација на медиуми, да, затоа што, отидовме, веќе нема да имаме печатени медиуми наскоро, или кој знае, може ќе имаме некој магазин, јас би бил среќен да има барем магазин некој, бидејќи дневните вестници веќе се губат во ова дневно информирање. Меѓутоа, регистрирај медиум. Медиум е нешто што треба да работи профитабилно на крајот на криштата. Тоа е нешто што му треба на секое здраво општество. Колку треба вакви едукации да не ни се случуваат случајно, ама туку да ги имаме во училиштата. Многу се вложува во тоа во се повеќе држави. Кај нас постои, меѓутоа главно пак на првата линија на отпорот се вие сте новинарите и медиумите професионални. Колку треба сите да се вклучиме. Па и делот на инфлуенсерите да кажат, не знам, да оваа крема купете и така натаму, за повеќе истражување најдете си на официјалните страници ваму, таму или на медиумите кои што се професионални. Многу, посебно сега последниве години можеби не, сега повеќе нели сме фокусирани на безбедност, cyber security и слично, пред тоа беше прилично модерно на медиумска писменост, нели? Да. Ама треба да бираме. Писменост, да. Не да бираме се заедно, меѓутоа повторно ќе се вратам на коренот. За да развиваме медиумска писменост, ние прво мораме или да ги учиме луѓето, читателите, гледачите, слушателите на медиумска писменост, прво треба да имаме медиумски писмени медиуми. Да. Без, значи најдобра битка против лажни вести се вистински вести. Така е. Значи, вие можете колку сакате на луѓе да им викате, ама пазете, проверете ова, она. Јас, например, секогаш им викам, абе видете го изворот. Дури и приватно ми се лутеле луѓе. Кој ти кажа? Кој ти кажа? Прво име. Јас дома така им викав на децата. Кој ти кажа? Ке ми кажа нешто и сега викам, ако ми е интересно, добро, ако не ми е интересно, батали. Ако ми е интересно, ама знаеш што се случува? А кој ти кажа? Да. Аха. Значи, многу е битно кој ти кажа. Значи, ако ми е мене кажано од релевантен човек, без разлика дали е инфлуенсер, релевантен во својата професија, стручњак по некои прашања, или
соговорник во телевизија, соговорник во пишан медиум, во интервју. Ако знам дека тој човек вреди тоа што го кажува, значи дека знаел, учел, школа за тоа, тогаш нормално е дека ќе му верувам. И затоа мислам дека пак треба да се вратиме на тоа. Ние можеме да си раскажуваме, можеме да држиме и предавања и на деца од средна школа и од основно училиште. Погледнете ваму, проверете, дали други објавиле. Има едно чудо правила како да се водич, например, да се провери нешто. Меѓутоа, ако вие го немате изворот, го немате од каде да видите, ова е веста. Ова е вистинската вест. Ова е нешто што е проверено. Тогаш џабе. Така што, пак се враќам на коренот, треба да се поддржат медиумите, вистински професионални медиуми, медиуми што создаваат содржина. Значи некои што препишуваат, некои што само крадат од ваму, од таму, седи некој дома во папучи. Како нека и мија при... Така, туку. Погледно. Некој што отишол, човече, што се намачил, што отишол, снимил репортажа, што отишол, следел судско рочиште, кој што, не знам, отишол на веднаш после пожарот во Кочани, на лице место да го види тоа, да го пренесе, така, да го сними. А не после тоа ќе раскажуваме приказки. Колку мислиш дека ние сме напред или зад ЕУ во професионалност, во не знам, начин на кој што се известува и така натаму? Сме гледале наши новинари? Не заостануваме во однос на европските држави. И таму гледам јас кликбајт наслови, и таму гледам разни глупости кои што се појавуваат, меѓутоа гледам и следам такви медиуми кои што се вистински медиуми. Разликата е во парите. Значи, ако вие во една Хрватска, која што ни е најблиска како пример и како пријателска држава од Европска унија, ако вие например во една Хрватска имате за некоја кампања 1.000.000 евра одвоено. Во Македонија тоа ќе биде 10. Хрватска е само дупло поголема. Значи не е дупло намалена број парите за поддршка медиумска или било каква кампања. Туку е за на 10 пати помалку. Значи, Словенија тоа е тоа не спомнуваме, нели? Словенија не ја спомнувам, не ги следам таму, ги следам можеби од некоја југо носталгија, уште младина од време на време купувам, затоа што тоа беше едно предвестник на сето она што се случи, значи на демократизацијата, на распаѓањето на Југославија, повеќе партизмот, сето тоа се случи, тоа повеќе го од време на време кога ќе оди некој во Словенија, викам ај купи ми младина така колку да си го мирисам малку оловото. Колку е безбеден интернетот и колку е небезбеден и каде се вие тука? Сами сме биле жртва, например, да речеме на видеос напади пред 7-8 години беше, така се случуваше и тоа баш во петок по вечерта кога ќе се појавеше колумната 2-3 петоци поред. Па потоа имавме проблеми, па селевме сервери од овде во Словенија, па ви ги напаѓаа серверите после колумна? Да. Така што така знаеш дека си влијател. Треба да се вложува во таа безбедност. За жал, например, сега јас сум новинар и јас секој денар што влегува во редакцијата би го потрошил за уште еден дописник, за хонорарец, за поголема содржина, за некое патување од кај што ќе се донесе добра приказна. Ама мора да се вложува во безбедноста. Сите така за дека нема проблем. Што, значи, кога ќе се изгорите, тогаш сваќате имав, например, проблем на почетокот, бидејќи кога ќе се расипеше ротацијата во Кочани, каде што го печатевме вест, паничев таму, па дури еднаш и сум отишол на лице место да видам што е тоа расипано, синкер знам ја да го поправам, ама го гледаш тоа. А овде кога одеднаш паѓа интернетов, паѓа сајтот, ти не знаеш што да правиш. Очаен си. Значи го имав тој проблем на почеток. Потоа сватив дека ако тогаш морало да имаш пари за, не знам, за печатница, за хартија, за комбиња што ќе ги донесат тие вестници тука, тогаш ти мораш тука да обезбедиш пари за безбедност, за сервери, за сите можни алатки кои што
ќе ти овозможат полесно да ја продадеш твојата информација и слично. Колку мислиш дека млада публика ве следи? Јас имам некое мислење конкретно за вас, ама колку мислиш дека ве следи и дали мислиш дека ве следи на самиот дигитален медиум, си пишува СДКМК или оди на Инстаграм и си проверуваш? Мислам дека повеќе доаѓаат од Инстаграм. Битката е како да ги привлечеме од Инстаграм да дојдат да го прочитаат текстот. До пред 2-3 години имавме проблеми со тоа, сега веќе почнавме малку да ја спуштаме границата на читаност. Имаме повеќе алатки со кои што мериме читаноста. На возраста. На возраста, да. Пробуваме. Значи, пак исто тоа, нели, тоа е тоа. Пробуваме, јас пробувам исто на мои 100 години да се приближам кон таа млада публика, на некој начин да им го кажам тоа. Дури ми кажа млади луѓе, вика, абе многу фино пишуваш, демек, ама зашто тоа не го читаш, демек. Јас не читам, јас слушам. Абе викам, јас го читам. Јас од пред 9-10 години почнав и подкаст да правам сам, да си ја читам колумната. Да. И вика, па топ било тогаш тоа. Значи, треба на луѓето да си им досаден секој ден, на крајот на криштата. Еве тука сум, еве сум. Постар сум од интернет, ама се добро се приспособува. Добро се приспособува. Мене ми се веќе така, ајде да речеме, може и лузерски се веќе муабетите кои ќе почнам ја да се присеќавам на печатницата, па како сум го чекал весникот, па колпортери, па како сум се радувал. Тоа е минато, дајте сега одиме напред, тоа е тоа. Што ти би им порачал лично на и младите слушатели, младите новинари од оваа твоја некоја малку поискусна перспектива? Што да им порачам? Стварно не знам што би им порачал на младите новинари. Едно кафе. Проверувајте дали е нешто има извор. Прочитајте и тоа што ќе го прочитате, не го сваќајте одма здраво за готово, проверете го. Значи проверете прво кој го кажал, проверете го изворот. Проверете дали и другите објавуваат за тоа, зашто ако објавуваат и другите, значи поголема е веројатноста дека тоа е вистинито. Проверете го на повеќе места пред да го пренесете. Значи и она на времето имаше, сега не знам дали е толку популарно, можеби е, меѓутоа имаше одма јас ќе го споделам. Не, пред да споделиш понека, затоа што размисли малку, бидејќи да не влезеш и ти во оној ланец на ширење на паника, на ширење на лажни вести, на ширење на хистерија, да речеме. Полека. 5 минути сме имале случај кога наши колеги, сериозни медиуми, ќе се случи сообраќајка и одма ќе објави сообраќајката, се случи сообраќајка, се качил некој на тротоар, па уште објавена и регистарската табличка, и после 2 сата излегува дека сообраќајката не била баш така, туку човекот на возачот му се слошило, па починал, па бил не знам колку почитуван и сите тие работи. Истите медиуми после тоа треба да се посипаат со пепел. Така да провери. Многу лесно се проверува, посебно во таква ситуација. Јави се во брза помош, јави се во полиција. Ќе дознаеш. Пола саат малце ако закасниш, не е страшно, а не да правиш драма, говор на омраза. Одма луѓето имаат, одма судат. Пијан бил. Да, тоа е исто. Така што и брзината е важна, можеби не беше поважна на почеток кога го правевме пред 10 години, сакам да кажам, за да се етаблираме, да видат тебе тука сме. Сега веќе кога сме тука можеме, кога знаат дека сме тука и кога веќе имаме една стабилна читачка публика, можеме да си дозволиме луксус малку и да закасниме, ама да бидеме подобри од другите. Да, и затоа ќе се врати публиката секогаш кај вас и кај останатите професионални медиуми. Јас најмногу ги почитувам тие кои што, мислам, најмногу се радувам на тоа, кои ќе ми речат, аха, прочитав кај вас, значи е вистина. Значи ќе го прочита на едно друго место, ќе го види насловот и кај нас ќе дојде на крај да види, аха, така било, стварно било така, ама види што претходело на тоа. Ама види пред 10 години што се случило, пред 3 години. Тоа е тоа што најмногу ме радува и сакам така да продолжиме да работиме.
И треба да си прифатиме дека некогаш тоа ќе ни дојде со искуство, односно сосема различно известува искусен новинар, кој што ги поминал сите тие вести, па знае од каде е позадината на нештата. Секако, јас на пример кога сум бил, не знам, на твои години, исто сум бил онака будала, ајде брзо трчај, па да, што ми е гајле, ние тоа ќе правиме. Мислам, јас се сеќавам на многу такви ситуации во животот таму, едно чудо, протести пред собрание сме имавме еден колега кој што дури еднаш, ако се сеќаваш, може би не се сеќаваш, имаше некои протести кај што Мерцедесот на Љубе Бошковски го превртија на кров, добро, не е битно. И ние таму отидени известуваме од тоа сите тие работи, еден колега на крај се качи од озгора, влезе, он се качи врз Мерцедесот и другиот ден дојде, рад капната ја донесе од Мерцедесот на рата, викам, што ти е човече? Ама дете беше 22-3 години, не можеш да му се наличиш, ајде брзо. Да, сега не би го направил тоа, сигурно. Јас сега не би го направил, ама тогаш сум бил можда будала и не знам. И мора, младите треба да го имаат, мислам дека тоа во себе, а мислам дека ќе се сложиме. Ма без тоа не правиме новинарство, значи без тоа не правиме новинарство, вие да тогаш нема, тоа што си дома препишувајте си така. Да. Не, ако барете го си нема некој жаро. спонзор и тогаш нема да ви требаат ни многу пари, бидејќи нема да одите на пат, нема да вработувате луѓе кои што ќе ви кажат. Значи, ама за овие со жар многу е малце битно таа жичката да ви финансирањето. Јас сакав секогаш замислував дека во, да кажеме, овој разговор ќе успееме да одгатнеме на каде сакаме да одиме. И дефинитивно ово со Хрватска беше совршен пример дека мораме да размислуваме на професионалните новинари и да ги натераме тукашно во општество, тукашниве компании, да речеме, да размислуваат дека не би ја имале продажбата на својот производ, така како што ја си замислиле дека ќе ја имаат, ако ги нема на крајот на криштата медиумите. Мислам, утре да се запали некоја фабрика, пак они медиумите ќе ги бараат за да им известат за тоа. Така, јас се сложувам 100%. И драго ми е што го кажавме и се надевам дека може некој ќе не изслуша до крај и ќе го слушне и ова и на почетокот и на крајот. Со подкастиве е многу интересно, бидејќи луѓето или ги гледаат или не ги гледаат. Значи тоа е многу и тоа е еден фака интересен феномен кој што Ама рилчиња сите ги. Па и тие може вака да рече, ај се овој досадниот кој ќе го слуша. Подкастите, ако ги интересира, тој ќе го изгледа до крај подкастот. Фала ти многу што дојде. Јас можам уште саат време да си разговарам, зашто секогаш ме интересира сите работи што се случувале. Ќе има и друга прилика, веројатно, да. Не мора само за новинарство да збориме. Не, може за авиони, може за авиони посебно, имам и таква мајчка, меѓутоа немаше да те слушам, еве сега помина еден го видов слетуваше натака, само го немам флајт радарот за да проверам кој беше. Истото го правам, да, ама ти добро ги познаваш, слушав во еден друг разговор, ќе те викнеме да се зборуваме за малку порелаксирани теми, оваа мислам дека е многу важна, фала ти што беше тука. Фала што ме покани. Тоа е тоа. Зошто државата те прашува нешто што веќе го знае? Замисли, еднаш да си ги дал основните податоци на државата и никогаш повеќе да не мора да носиш извод, потврда или документ што друга институција веќе го има. Нема трчање од шалтер до шалтер. Нема повторно плаќање за документ што државата самата го издала. Нема печатање хартија само за една информација од институција да ја однесеш на друга. Ова не е научна фантастика. Европската унија има правило наречено само еднаш. За определени постапки, институциите треба безбедно да ги разменат потребните податоци, наместо повторно да ги бараат од граѓанинот. Но тоа не значи дека секоја институција може да гледа се за тебе. Податоците се разменуваат за конкретна услуга, по твое барање, според правилата за заштита на личните податоци. Например, кога се запишуваш на факултет, започнуваш бизнис или се преселуваш во друга земја од ЕУ, треба да можеш да побараш од институциите директно да ги разменат потребните докази. Во Македонија полека го гради истиот систем. Имаме централен регистар на население и платформа преку која институциите електронски разменуваат податоци. Вистинската дигитализација не е документот да го стигнеш онлайн, да го испечатиш и повторно да го однесеш на шалтер. Вистинската дигитализација е државата да не те прашува два пати за нешто што веќе треба да го знае. Колку пати сте купила производ за тоа што омилен инфлуенсер рекол дека е најдобар?
а колку пати сте се запрашале дали тоа е искрена препорака или платена реклама. Во време кога голем дел од информациите ги добиваме преку социјалните мрежи, станува се потешко да се направи разлика помеѓу лично мислење, маркетинг и дезинформација. Во Европската унија се поголемо внимание се посветува на транспарентноста на онлайн содржините и заштитата на потрошувачите. Тоа значи дека кога содржината е платена реклама, таа треба јасно да биде означена, а платформите имаат поголема одговорност за она што се објавува на нив. Истовремено, од големите дигитални платформи се бара побрзо да реагираат на нелегална содржина, измами и дезинформации, како и да бидат потранспарентни за начинот на кој функционираат нивните алгоритми. За граѓаните, тоа значи побезбедно користење на интернетот, поголема заштита од манипулација и повеќе доверба во информациите што секојдневно ги гледаме. Целта на овие правила не е да се ограничи слободата на говор, туку да се создаде дигитален простор во кој сите знаеме што е реклама, што е факт и кој стои зад содржината што ја следиме. Во свет во кој се повеќе информации добиваме преку телефон, транспарентноста и одговорноста не се луксус, туку потреба. Колку подобро знаеме кој стои за содржината што ја гледаме, толку полесно можеме да донесуваме информирани одлуки.